Вака, навистина од пратеничка, професорка, жена, очекував и критички однос. Имено, ако од 20 члена влада, 19 министри и премиерот на чело, само 4 се жени, исто за мене шокантно е, од 16 заменик министерки, само 2 да се жени. Тоа е прво. Второ, зборовите дека албанците биле третирани како канцер или дека не вредат 5 пари, подеднакво болат и некој кој е етнички македонец, србин, ром, влах, бошњак. Мислам дека прво тоа не е точно и дека никој нема право, особено не ниту една партија, да има ексклузивен монопол на представување на македонците, албанците, турците, ромите, власите. Тоа сум го слушала честопати и од премиерот. Кога споменавте дека познати личности се сега заменик министри, јас една забелешка имам. Нема да говорам јас за луѓето, бидејќи не ги знам како живеат и како работат, ама фрлам поглед на биографиите. Прво, имам забелешка, како и кога зборував за господинот Спасовски, господјата Шекеринска, кога 2 мандати, најголема концентрација на моќ има во внатрешни и во одбрана, истото го имам и за господинот Нухију, кој што се сели од внатрешни работи во Министерството за одбрана. Но имам, за правда се извинувам, благодарам. Меѓутоа, тука една забелешка имам. Читам дека бил декан на правниот факултет на ДУТ во 2007 година, а потоа читам дека докторирал во 2013 година. Не знам, мислам дека декан може да биде редовен професор. Како бил декан, асистент, тоа мене ми е малку невообичаено. Не знам, јас никогаш не велам дека, еве проверете да видите, тоа ми е малку чудно и ми фрла една сенка. И минатиот пат реков дека во услови на партизирана администрација би сакала да видам луѓе кои зад себе имаат кариера